Ни трага ни глас од најдобриот луна парк на Балканот, што го ветуваше градоначалничката Арсовска. Наместо ролекостери, вртелешки, тобогани, 7D кино, картинг. Во градскиот парк во Скопје се враќаат старите вртелешки вовчиња. Наместо скопјани да се радуваат на нов луна парк, забавата сепак ќе биде со стари реквизити кои подолг период беа отстранети и не функционираа. Нов забавен парк беше едно од главните ветувања на градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. Но дали новиот луна парк во Скопје ќе се гради со старите реквизити, останува да видиме. Од град Скопје не одговараат зошто се монтираат старите елементи, кога се најавуваше нешто сосема модерно. Нема одговор ниту дали дотреените реквизити за забава ќе бидат безбедни, дали ќе имаат нови механизми и дали е проверена нивната исправност. Арсовска во предизборната кампања, освен што ветуваше, даде и конкретен рок за отворање на современ луна парк, и тоа во првите 2 години од нејзиниот мандат. Годините поминаа, а луна паркот го нема. Спомените од Скопскиот луна парк не смее да останат само спомени. Затоа планираме брзо опремување на централниот луна парк во градскиот парк со бројни содржини: ролер костери, вртелешки, топогани, 7D кино, картинг. Луна паркот ќе го отвориме уште во првата половина на мандатот. Освен за најмладите, овој парк на скопјани ќе им понуди содржини за сите возрастни категории. Ветување за изградба на луна парк во центарот на Скопје имаше и екс-градоначалникот Петра Шилегов, кој неколку месеци по доаѓањето на функција вети нов луна парк. Но во април 2020 година Шилегов најави дека наместо за изградба на новиот луна парк, градот ќе се задолжи 12 милиони евра за изградба и реконструкција на улици и друга инфраструктура. Во март 2021 година, тогашната градска власт информираше дека ќе продолжи реализацијата на проектот за нов забавен парк, но сепак изградбата на луна паркот не започна до крајот на неговиот мандат.